Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Јавноста ја дозна целата вистина за спрегата на антизападниот пион Христијан Мицковски со неговиот ментор Никола Груевски и шемите за хидроцентралите. Денеска го повикуваме основното јавно обвинителство да постапи под допрен глас и да ги истражи сите сомневања за судир на интереси. Дополнително го повикуваме основното јавно обвинителство да ги истражи и основаните сомневања за организирано незаконско постапување, да утврди дали во овој случај има и организиран криминал за лично богатење на поединци. Сомнежите се основани и подкрепени со документи кои што покажуваат дека во време кога Мицковски му бил советник на Никола Груевски преку фирмата Енерготек ДОО Скопје, во која лично тој има удел, од владата добил 33.000 метри квадратни земјиште за изградба на хидроцентрала. Ова, почитувани, можеме да го видиме од одлуката која што е објавена во Службен весник. Како што се гледа од овој документ, Мицковски, од оваа тековна состојба, Мицковски е еден од сопствениците на компанијата Енерготек ДОО Скопје. Заедно со компанијата Минка ДА го основаат конзорциумот Минка Енерготек, кој е избран за најповолен понудувач и подоцна го добива земјиштето. Уделот на фирмата Енерготек ДОО Скопје во конзорциумот денеска изнесува 99%. Ова е класичен судир на интереси. Сомнежите, односно потребата за утврдување на дополнително незаконско постапување или организиран криминал е поради неколку причини. Во оваа компанија Енерготек ДОО Скопје, како што може да видиме од тековната состојба, покрај Христијан Мицковски удели има и членот на извршниот комитет на ВМРО ДПМН Димитар Димовски. Димовски е познат како соработник, односно лева рака на тогашниот министер за транспорт и врски Милијан Киевски, против кого се водат повеќе постапки пред надлежните органи. Во времето кога оваа компанија го добила земјиштето, односно бизнисот, Димовски извршувал висока функција во истото министерство. Дополнителен сомнеж отвора фактот што фирмата Енерготек ДОО Скопје преку споменатиот конзорциум добива концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на хидроцентрала, само 2 месеци од отварањето на фирмата. Сите овие информации и документи се јавно достапни на увид на граѓаните и секој може да го потврди она што ние го говориме. Спрегата помеѓу ова антизападно раководство на ВМРО ДПМН и пионот Христијан Мицковски со Никола Груевски е повеќе од очигледна. Очекуваме основното јавно обвинителство и сите други надлежни институции да постапат и за наодите да информираат јавноста. Ви благодарам.